Овој пат или Кука или јас. Чудни работи ни се случуваат во текот на нашето патување низ животот, без да забележиме дека воопшто ни се случиле. Така, например, одеднаш ќе откриеме дека кој знае колку долго време не слушаме на едното уво. И тоа можеби веќе половина час. А токму такво нешто му се случило на Петар таа ноќ. Кога последен пат го сретнавме, крадешком се провлекуваше низ островот, со прстот на уста и со ножот на готовс. А се разминал и со крокодилот и во тоа не видел ништо необично. Но полека се присетил дека од крокодилот не се слушало тик-так. На почетокот тоа му се сторило необично, но набрзо заклучил дека часовникот престанал да чука. Не помислувајќи какви мора да се чувствате на тоа суштество, кое толку нагло останало без најверниот другар. Петар веднаш помислил како таа катастрофа да ја сврти во своја корис, па одлучил тој да прави тик-так. Па зверовите ќе веруваат дека тоа е крокодилот и нема да му додеваат. Меѓу оние што го слушнале тој звук и крокодилот, па и тој тргнал по неговата трага. Дали со надеж дека ќе си го поврати она што го изгубил, или едноставно како пријател кој верува дека повторно почнал да прави тик-так. Тоа никогаш нема да го дознаеме, зашто крокодилот, како и сите робови на фикс идеи, бил глупаво животно. Петар стигнал до брегот, без незгоди, одејќи само право. Нозете му згазиле во вода, без да забележат дека влегуваат во нов елемент. Така, од копното на море преминуваат многу животни, но ниту едно друго човечко суштество што го познавам јас. Додека пливал, имал само една мисла. Овој пат или Кука или јас. Толку долго веќе правил тик-так, што сега продолжувал без да е свесен за тоа. Да бил свесен, секако ќе престанал, зашто воопшто не помислил дека со тоа ќе успее да се качи на бродот. Напротив, мислил дека се качил од бочната страна на бродот, толку нечујно како глушец, така што се зачудил кога забележал дека гусарите се криет пред него. Кука меѓу нив. Не баре го слушнале крокодилот. Крокодилот? Дури кога го слушнале чукањето, Петар се сетил на него. Во првиот час помислил дека звукот доаѓа од крокодилот, па брзо се свртал. А тогаш сватил дека звукот го прави тој самиот и во истиот миг ја сватил целата ситуација. Колку сум паметен, веднаш помислил давајќи им на децата знак да не почнат да аплаудираат. И токму во тој момент, Ед Теинге, кормиларот, се измукнал од предниот дел на бродот и дошол на палубата, а сега, драг читателу, на својот часовник мери ги случувањата. Петар силно удрил машки. Џон му ја затнал муцката на малерозниот гусар за да го задуши. Гусарот паднал на нос. 4 деца го прифатиле за да не тресне гласно. Петар дал знак, па трупот го фрлиле преку оград. Се слушнало плискање, па тишина. Колку време траело тоа? 1. Свирко почнал да брои. Сега Петар тивко напрсти во последниот час и чезнал во кабината, зашто повеќе мина гусари собрале храброст да се обзрнат. Го слушнале своето панично дишење, што било знак дека најстрашниот звук стивнал. Си замина, капетане, рекол Смит, брешејќи ги очилата, повторно се е мирно. Полека главата на Кука се кренала од високата плисирана јака, па ги начули лушите за да го чуе ехото на тик-так. Никаков звук наоколу, па се исправил. А сега, по Џони талпата, извикал дрско. А децата сега ги мразел уште повеќе, зашто го виделе на колена, па запеал грозна песна. Охој, охој, палава штица по неа прошетај хо-хо, па паѓај долу, долу, долу во морето сино на дно охо. За да ги заплаши затворениците уште повеќе, дури и по цена да го изгуби своето достоинство, почнал да танцува по замислената штица правејќи гримаси. А кога завршил, извикал: сакате ли пред да прошетате по штицата малку да ве гали маца? На тоа сите паднале на колено. Не, извикале толку тажно, што гусарите почнале да се смеат. Ајде Бил, донеси ја мачката, рекол Кука. Неа во кабината. Во кабината? Па Петар е во кабината. Децата само се погледнале. Да, господине, рекол Бил тетовираниот, восхитено и влегол во кабината. Децата го следеле со поглед, одвај забележале дека Кука повторно запеал,
а неговите пци му се придружили. Охој, охој, како гребе мачка тај, опаши 9 има таа знај, по грбот кога ќе те фркнат. Никогаш нема да дознаеме кој е последниот стих, зашто песната одеднаш ја пресекол ужасен крик од кабината. Лелек се пренел низ целиот брод, па замрел, а потоа се слушнало викање што децата многу добро го разбрале, но за гусарите било уште погроморозно од претходното. Што беше тоа? Извикал Кука. 2, рекол Свирко свечен. Италијанецот Кеко за момент се колеба, сепак се втурнал во кабината, па излегол тетерајќи се папсан. Што е со бил тетовираниот песу? Фучел Кука, навивајќи се над него. Со него е тоа што е мртов, исподен, одговорил Кеко со шуплив глас. Бил тетовираниот мртов, преплашено извикале гусарите. Во кабината е мрачно како во пеколот, рекол Кеко, стаписано. Но во неа има нешто страшно, нешто што грака. Восхитот на децата и оборените погледи на гусарите, сето тоа Кука го забележал. Кеко, рекол со најстрог глас, врати се и донеси ми го тоа гракало. Иако бил јунак над јунаците, Кеко плашливо се повлекол пред капетанот молејки. Не, но Кука му се заканил со канџата. Дали слушнав како велиш дека ќе одиш, Кеко? Прашал замислено. И Кеко пошал очајно кревајќи ги рацете. Не се слушало пеење, сите наслушувале. Повторно се слушал смртен крик и повторно гракање. Никој не проговорил ни збор, освен Свирко. 3, рекол. Кука со движење на раката ги сопрал пците. Поѓаволите, згрмел. Кој ќе ми го донесе тоа гракал? Почекај да излезе Кеко, промрморал Старки, а другите го поддржале. Ми се чини како да слушнав дека се јавуваш како доброволец, Старки, мрморал Кука. Ни за жива глава, извикал Старки. А мојата Кука мисли дека ќе одиш, рекол Кука доближувајќи се до него. Се прашувам, Старки, дали е умно да ја го расипуваш расположението на мојата Кука? Предпочитам да рипнам во вода наместо да влезам таму, одговорил Старки тврдоглаво и повторно добил поддршка од гусарите. Дали е ова побуна? Прашал Кука многу љубезно, а Старки е ороводец. Капетане Милос, црмоел Старки трепеерки. Еве ти рака, рекол Кука, подавајќи му ја канџата. Старки гледал наоколу барајќи помош, но сите го напуштиле. Како што се повлекувал, така Кука напредувал, а очите му искреле. Со очајнички крик гусарот рипнал на топот и се фрлил во морето. 4, рекол Свирко, а сега прашал Кука церемонијално. Дали уште некој од господата спомна побуна? Го дофатил фенерот и закачувајќи ја кренал канџата. Ќе одам и ќе го донесам тоа гракало, рекол и влегол во кабината. 5, колку копнел Свирко да го изговори тоа. Ги навлажнил устните за да биде подготвен, но Кука, тетеравајќи се, излегол без фенерот. Нешто ми го изгаси фенерот, рекол малку несигурно. Нешто, повторил Малинс како ехо. А што е со Кеко? Прашал Нудлер. Мртов како и тетовираниот, рекол Кука кратко. Неговото колебање да се врати во кабината на сите оставило мощен лош впечаток, па повторно се слушнале бунтовни гласови. Гусарите се празноверни, а кукавиот сон извика. Велат дека несигурен знак дека бродот е проколнат е ако на него има некој прекуброен. Аз сум слушнал, промрморил Малинс, дека тој секогаш на крајот ќе се качи на гусарскиот брод. Има ли опаш, капетане? А велат, рекол друг и злобно погледнал во Кука. Кога ќе дојде, секогаш личи на најзлобниот човек на бродот. Има ли Кука, капетане? Прашал Кускон дрско и еден по еден го прифатиле извикот. Бродот е осуден на пропаст. Децата не можеле да се воздржат, па весело извикувале. Кука рече си веќе заборавил на заробениците, но сега нагло се свртил, а лицето повторно му се озарило. Момци, се обратил на екипажот. Имам идеја. Отворете ја вратата од кабината и втирајте ги внатре. Нека се борат на живот и смрт со гракалото. Ако го убијат, уште подобро. Ако тој ги убие нив, нема ништо да изгубиме. Сега пците на Кука за последен пат се одушевиле од својот господар и верно ја исполниле неговата наредба. Така децата, кои божемно се спротивставувале, ги пикнале во кабината и зад нив ја затвориле вратата. Сега слушајте,
викнал Кука и сите внимателно слушале. Но никој не се осмелил да се сврти на кај вратата, освен Венди, која цело време била врзана за катарката. Таа не очекувала ни крик ни гракање, туку Петар да се појави на вратата. Не требало долго да чека, зашто во кабината го пронашал она зашто тргнал во потера. Тоа било клучот со кој ги ослободил децата од оковите и сега сите излегле вооружени со се што им се нашло под рака. Откако им дал знак да се скријат, Петар го пресекол јажето со која било врзана Венди и сега ништо не било полесно од тоа сите заедно да одлетаат ако патот не им го спречило нешто. А тоа нешто било заклетвата. Овој пат или Кука или јас. И така, кога ја ослободил Венди, и шепнал да се скрие со другите, а тој застанал на незиното место кај јарболот, па се завиткал во незината наметка за да мислат дека е таа. Тогаш длабоко зел воздух и почнал силно да грака. За гусарите тоа било знак дека сите деца лежат убиени во кабината и сега ги фатила паника. Кука се обидувал да ги охрабри, но тие како пци во кои тој ги претворил му ги покажале завид. Тој сватил дека тие ако само за миг го сврти погледот, веднаш ќе му рипнат на вратот. Момци, рекол подготвен да им се умилкува или да ги удри, што ќе биде потребно, но ниту во еден момент не покажувајќи страф. Добро размисли, на бродов има зол дух. Аха, заржале гусарите, човек со кука. Не, момци, не, туку девојка. Никогаш гусарите немале среќа со жена на бродот. Кога таа ќе си оди, се повторно ќе биде добро. Некои се сетиле дека тоа било изреката и на Кременко. Вреди да се обидеме, рекле со сомнеш во гласот. Фрлете ја девојката в море, вреснал Кука и сите се нафрлиле на фигурата со наметка. Сега нема кој да те спаси, госпогице, со подсмев викнал Малинс. Може еден, одговорила фигурата. Кој е тоа? Петар Пан од мазникот, гласал страшниот одговор. И тогаш Петар ја фрлил на метката. Сега на сите им било јасно кој ги средил во кабината и два пати Кука се обидел нешто да проговори и два пати не му успеало. И мислам дека во тој момент му пукнало дивото срце. Конечно извика. И сечете го како загулаш, но без убедливост во гласот. Ајде, момци, напаѓајте, се слушнал гласот на Петар. И еден миг подоцна на бродот се озрел звекот на оружјето. Ако гусарите биле во бојни редови, извесно е дека ќе ја добиеле битката, но таа почнала кога сите биле растурени, па трчале како муви безглави мавтајки на сите страни, и секој мислел дека е последниот преживеан. Гледано како борец против борец, биле посилни, но се бореле дефанзивно и децата ги ловеле во парови или ги одбирале жртвите. Некои неранимајковци рипнале во морето, други пак се скриле во темните засолништа каде што ги пронашал Свирко. Тој не се борел, туку само трчал со фенерот светејки им во лицето, ослепувајќи ги, па ќе паднале како лесен плен на краевите од мечевите од другите деца. Се слушнал само звекот на оружје и повремен крик или удар од монотоното броење на Свирко. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мислам дека во момент кога групата жестоки деца го обколиле Кука, другите исчезнале. Тој не баре бил мајгепсан додека ги одбивал од својот огнен круг. Се ослободиле од неговите пци, но тој самиот бил доволен противник за сите. Повторно и повторно ќе му се приближиле, и тој повторно и повторно го сечел слободниот простор. Едно од децата го кренал со куката и го користил како штит, додека друго, кога мечот го зграбило во Малинс, одскокнало да го избегне. Спуштете ги мечовите, деца, рекол новојдодениот. Мое. И така Кука одеднаш се нашол лице во лице со Петар. Другите отстапиле и направиле круг околу нив. Двајцата противници долго се гледале. Кука почнал да трепери, а Петар имал чудна насмевка на лицето. Значи, Петар, рекол Кука конечно, сето ова е твое дело. Да, Джеймс Кука, гласал грубиот одговор. Ти, дрско и безобразно момчиште, рекол Кука, спреми се да си ја дочекаш судбината. Мрачен и злокобен човеку, одговорил Петар, земи ја во свој раце. Без многу зборови се нафрлиле еден на друг и по известно време ни едниот ни другиот немале предност. Петар бил одличен мечувалец, па му парирал во вртоглава брзина.
На секоја негова финта тој му одговарал со пробив во неговата одбрана, но поради кусиот меч бил принуден да држи растојание, така што својот челик не можел да го насочи во целта. И Кука бил одличен борец, иако не толку подвижен, но со тежината на налетот го принудувал да се повлече се со надеж да ја заврши борбата со својот омилен замав, кој уште одамна го имал научено од барбеќу во Рио, но бил изненаден што Петар постојано успевал да го одбие. Му се наканил што повеќе да му се доближи и да го докусури со железната кука, со која цело време гребел низ воздухот. Но Петар пред неа брзо се навратил и со жесток замав го пробил во ребрата. Кога ја видел собствената крв, што имала грозна боја, му се згадило и мечот му испаднал од раката. Сега бил на милоста на Петар. Сега, извикале децата, но Петар со величествено движење го проврил противникот за да му го земе мечот. Кука веднаш го сторил тоа, но со трагично чувство дека Петар навистина има добро однесување. Се дотогаш имал чувство дека се бори со зол дух, но сега го взел уште помрачен сомнеш. Пан, кој си ти и што си? Извикал со засипнат глас. Јас сум младост, јас сум среќа, одговорил Петар. И птичка току што испилена од јајце. Се разбира, тоа било безмислица, но на несреќниот Кука тоа му било доказ дека Петар нема никакво сознание, кој е и што е всушност е врв на добро однесување. Продолжуваме, рекол учајнички. Сега навалил како човек пиралка и секој замав од тој страшен меч ќе го расече на половина секој човек или момче што ќе му го испречи патот. Меѓутоа, Петар само обигрувал околу него, не баре од опасната зона ја носен од ветрот. Повторно и повторно ќе замавнел и ќе го боцнел. Кука сега безнадежно се борел. Тој срд звер повеќе не се борел за живот, копнел само за едно нешто. Пред сосема да се олади, да го види Петар како се бори без добро однесување. Наш ќе напуштил борбата, влегол во магацинот со барут и го запалил. За 2 минути, рекол, бродот ќе експлодира. Сега помислил, ќе го видиме во вистинска светлина. Но Петар излегол од барутаната со запалена граната во раката и гладнокрвно ја фрлил преку оградата. А какво било однесувањето на Кука? Без оглед на неговата залуденост, сепак ни е драго, но не значи дека го поддржуваме, што конечно не ја изневерил традицијата на својот сој. Сега, околу него летали и другите деца презриво подсмевајќи му се. И додека тој се тетеравил низ палубата, немоќно обидувајќи се да го дофати мечот, неговите мисли веќе не биле со него. Мрзливо се движеле по дамнешните игралишта или трајно исклучени од играта, или ја набљудувале од онаа страна на ѕидот, и чевлите му биле како што треба, и елекот, и вратоврската, и чорапите. Збогом Џејмс Кука, иако не херојски лик. Стигнавме до неговиот последен час. Кога го забележал Петар како полека му се доближува со мечот кренат во воздухот, рипнал на оградата да се фрли во морето. Но не знал дека крокодилот го чека, зашто ние намерно го заправме часовникот, за да го поштедиме од тоа сознание. Тоа беше наш мал знак за почит на крајот. И така доживеал уште еден последен триумф, зашто не треба да го прекориме. Додека стоел така на оградата, гледајќи го преку рамо како лизга низ воздухот, на Петар му дал знак со раката да го турне со ногата. И така Петар не го пробил со меч, туку го шутнал. Така Кука на крајот го добил благословот за кој толку многу мечтаел. Лошо однесување. Викнал подбивно и задоволно му пошел во пресрет на крокодилот. Така и исчезнал Џејмс Кук. 17 запеал свирко, но не бил сосема точен во броењето. Таа ноќ 15 мина ја платиле казната за своите злосорства, но двајцата сепак стигнале до брегот. Старки го заробили индијанците, па станал гувернатата на нивните индијанчиња. Навистина премногу жална позиција за еден гусар, а Сми лутал низ светот со своите очила и одвој составувал крај со крај на своите приказни за тоа како сите луѓе од Џејмс Кука се плашал само од него. Венди се разбира цело време стоела настрана и не учествувала во борбата гледајќи во Петар со блескав поглед, а сега, кога се било готово, повторно била главна. Сите еднакво ги пофалила, иако одушевено се смејала кога Мајкл и го покажал местото каде што убил еден од гусарите. А тогаш сите ги однела во кабината на Кука и им го покажала часовникот обесен на шајка. Покажувал 1,5. Така, доцнењето на часовникот било речиси најголемиот настан на денот.
ги пикнала да спиет во гусарските лежалки и тоа, бидете сигурни, го сторила многу брзо. Сите, освен Петар, кој шетал горе-долу на палубата, сето дека не заспал покрај големиот том. Таа ноќ сонувал еден од своите лоши соништа, по долго време викал во сонот, а Венди цврсто го држала покрај себе.